Компанијата Пејпермил откочени од општината ќе побара да биде дел од проектот кој го подготвува регистерот на аерозагадувачи. Дилемата кој се го загадува воздухот во овој град постојано се промовира на различни начини, но секогаш досега во вклучен негативен контекст се става Пејпермил. Оттаму сметаа дека ова не коинцидира со вистината. Затоа и иницијативата за партнерство во овој проект. Не е лоша наистина идејата да има един регистър на всичките страни, които загадуват в района, много точно да се опише, да се изследва, да се дефинира. И ние сме готови по всякакъв начин да помогнем с нашето изкуство и ноу-хау, което имаме, с привличане на външни лаборатории и експерти, които могат да помогнат в тази посока. Нека да опишеме, да кажем, полетата, които горят, причиняват такъв ефект върху околната среда, животната средина, както казате вие, фабрика Хикс, фабрика Y и така нататък. Според Даскалов, сите досегашни напади кон оваа компанија, особено од минатата година па наваму, немаат основа бидејќи производството се одвива според контролирани технолошки и еколошки стандарди. Затоа и неговото разочарување од се она што се случува. Съм безкрайно изненаден и много разочарован от това, което се случва. Може и да се усеща по начина, по който говоря в момента, но за мен е абсолютна загадка. Не мога да разбера защо се случва това нещо. Формират се нови групи, протести, при положение, че ние последните 6 месеца правиме редовно мерения. Правихме инвестицията от 55 000 евро в този врекест филтър, за да достигнем параметрите не спрямо дозовата, която имаме, а спрямо европейските регулации, което е 3 пъти по-ниско от нормите, които са тук в Македония. Пејпермил, вели Даскалов, продолжува со работа и интензивно ќе се вклучи во проекти од поширок јавен интерес. Па така, компанијата ќе ја финансира набавката на садници за пошумување на лани опожарените локации, ќе го помогне опремувањето на противпожарната единица, а намерата е да биде и покровител на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз.